Добро вечер, почитувани слушатели. Би сакал ова вечер да ве поздравам онака како што раната црква се поздравувала. Ќе отвориме во 1 Коринтијаните 16 глава, ќе читаме од 20 па се до 24. Ве поздравуваат сите браќа, поздравете се еден со друг и тоа со свет целив. Ве поздравуваме или ве поздравувам јас Павле срдечно. А оној што го љуби Господа Исуса Христе, нека биде проклет. Мараната, благодата на Господа Исуса Христа нека биде со вас и љубовта моја со сите вас во Исус Христос. Зборот Мараната, само да пообјаснам, е арамејски збор кој значи дојди Господе. Значи, раната црква уште во тоа време се поздравувала со зборот Мараната, кој значи дојди Господе. Раната црква не само што верувала во Спасителот Исус, туку имала надеж во неговото доаѓање по својот народ или по својата црква. И затоа тие се поздравувале со зборот, се разбира, Мараната, кој што во превод значи, како што кажав, дојди Господе. Ќе отвориме во последната книга, книгата Откровение. Тоа е 22 глава, ќе читаме 16, 17, 20 и 21. Да видиме што таму ни зборува, се разбира, словото на Господа. А јас го испратив својот ангел за да ви го посведочи ова. По црквите, јас сум коренот и родот Давидов, сијајната звезда Деница. И духот и невестата велат, дојди. Кој чуе нека каже дојди, и кој е жеден, нека дојди, и кој сака нека земи од водата живот дару. Зборува оној кој го сведочи ова. Да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди Господе Исусе. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин. Значи, повторно гледаме дека и оваа книга, книгата Откровение, завршува со истата реченица Мараната, кој што значи дојди Господе, се разбира. Почитувани слушатели, вие слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно, служи за славата Божја, се разбира, и за нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Вечерашната тема која што сакам да ја имаме и во наредните, се разбира, емисии, била Бог е поразличен од човекот. Можеби често пати си поставуваме прашање во што Бог е поразличен од нас или па ние во што сме поразлични од Господа. Се надевам дека ќе имаме прекусна храна и дека ќе можеме преку зборот Божи да видиме ние во што сме поразлични од Бога и во што е самиот Господ Бог поразличен од нас. Бог е поразличен, почитувани слушатели, во минатото, денес и за век и веков од нас. Зошто Бог е поразличен од нас и во што е поразличен од нас? Во овие две прашања ќе се темели нашата тема оваа вечер, па дури и во наредните, се разбира, емисии. Ова се двете прашања за вечерашната тема и се разбира, како што кажав, за наредните емисии кои следат. Дали навистина Бог е поразличен од нас? Или пак имаме нешто кое е заедничко? Ова се прашања кои верувам дека ќе бидат од голем благослов на сите нас, но исто така верувам дека ќе добиеме одговор на овие прашања. Во што Бог е поразличен од човекот? Во што ние сме поразлични од самиот Господ Бог? Се разбира преку Светото писмо или зборот Божи. Библијата ни зборува во што е Бог поразличен од нас и во што сме ние поразлични од Него. Бог не е човек. Прва работа која што сакам да ја апелирам оваа вечер, она што треба да знаеме, она што ни е запишено во Библијата, дека Бог не е човек. И тука треба да застанеме. Точка на оваа реченица. Бог не е човек. Денеска по оваа прашање голем дел
надвижајна религии во светот имаат можеби различен одговор од она што Библијата не поучува или Светото писмо, но Библијата зборува дека Бог не е човек. Па дури Господ Исус Христос, кога бил на оваа земја, кога имале дискусија или разговор со самарјанката, тој исто така и објаснил дека Бог не е човек, дека Бог е дух и оние кои што му се клајнат треба да му се клајнат во дух и вистина. Значи Бог е дух и тоа значи дека тој е безтелесно суштество. Во тоа ние се разликуваме. Бог не е човек. Тој се разбира е дух. Ние во наредните емисии повеќе ќе разгледаме и ќе дадеме повеќе информации по оваа прашање, дека Бог не е човек. Иако е Адам создаден според образот Божи, нели? Но сепак ќе видиме што Библијата зборува. Еве да отвориме во книгата Постанок, првата глава, ќе го прочитаме 26 и 27 стих. Потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици, над добитокот и на целата земја и на сите гатачи што лазат по земјата. И Бог создаде човек според образот свој, според образот Божи ги создаде машко и женско. Гледаме како Бог зборува и вели ајде да создадеме човек според нашиот образ. Но овде буквално не се мисли дека човекот е создаден, се разбира, по Божи образ. Наликува онака како што Бог изгледа. Бог е многу поразличен. Реков Исус и даде јасна дефиниција, јасно знаење по оваа прашање дека Бог е дух. Почитувани слушатели, ние не сме дух. Ние имаме физички тела. Ние имаме физичка форма и секој еден од нас може да не види и ние можеме да го видиме. Сите духовни суштества не се видливи за нашите очи. Бог е духовно суштество и затоа Исус и вели дека Бог е дух. Па дури кога воскрсна Исус, вели духот нема тело и коски. Внимавајте, духот нема тело и коски. Значи тој се разбира е самиот дух. Бог е поразличен од човекот во секоја смисла, почитувани слушатели, на зборот. Значи во секоја смисла, во секој поглед, од секој агол кога ќе гледаме, ќе видиме дека Бог е поразличен од човекот. И тоа можеме да го видиме, се разбира, преку зборот Божи. Еве ќе видиме во првата Самуилова, значи првата книга Самуилова, 15 глава, 29 стих. Внимавајте. Еве што му вели Саул, поточно Самуил на Саул. Саул беше Божи пророк и судија над Израел, а Саул беше цар над Израел. Светецот Израилев не лаже и не се предомислува, бидејќи тој не е човек, па да се предомисли. Внимавајте, светецот Израилев не лаже, ниту па се предомислува. Зошто? Затоа што многу јасно и гласно ни е ставено во Библијата дека Бог не е човек. И затоа Самуил му вика на Саул, тој не се предомислува ниту лажи, затоа што не е човек. Гледате, човекот знае да се предомисли, човекот знае да излажи, но Бог нема таков карактер. Еве што ни е друго запишано во книгата Броеви, 23 глава, 19 стих. Бог не е човек, та да се колеба, ниту син човечки, па да се изменува. Што ќе каже, па да не го изврши. Што ќе рече, па да не се збедне. Не е таков Бог. Бог не се изменува. Не се колеба како што ние знаеме најчесто пати да се изменуваме и се изменуваме во секоја смисла на зборот, но Бог останува ист. Кога ќе читаме посланицата на евреите, 13 глава, таму ни зборува дека Бог останува ист. Исус Христос е ист сега и за век и веков. Тој е ист и не се променува. Еве да видиме што ни зборува пророкот Исаија во
25 глава. Ке прочитаме од книгата на пророкот Исаија, тоа е старозаветна книга, 8 и 9 стих ќе го прочитаме. И еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ. Но како што небото е повисоко од земјата, така се моите патишта повисоки и од вашите патишта, и мислите мои повисоки од вашите мисли. Значи, Бог не е како нас. Неговите патишта се многу поразлични од нашите патишта и дека неговите мисли се многу поразлични од нашите мисли. Еве, дадохме неколку библиски стихови како факт на она што ова вечер отпочнавме да зборуваме, дека Бог е поразличен од нас. И гледаме дека навистина преку Божјото Слово, дека Бог е поразличен од нас. Ова е само како една воведна емисија за она што допрва ќе следи во наредните емисии и ќе видиме во што Бог е поразличен од нас. До тогаш, пријатна вечер, Господ со вас, и се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.